Три пати ја носевме бубе во Скопје само за да ни ја прочитаат CD-то. Три пати за едно исто, докторот не можевме да го најдеме. Закажувавме, кога ќе појдеме тамо, докторот го нема. За снимање на главата, на магнет, во Битола, во 10 сатот ни закажа вечерта. Скоро и да не постои ништо што е потребно за овие деца. Тука мислам на специјалистичко консултативни услуги. Значи невролог, физиотерапевт, логопед, дефектолог, педијатар, значи исто така немаме. Значи за тие услуги треба да патуваме до поблиските градови, Прилеп, Кичево, Скопје, за невролог и така. Да, јас имам 4 деца, 2 биолошки и 2 згрижени, тие се мои. 3 внуци имам. 2 девојчиња и едно машко. Значи, кога добив дете со посебни потреби, се соочив со еден многу тежок избор. Значи, или да го напуштам детето, или професијата. Значи, на 33 години, значи морав да се одлучам. Немав друг избор. Значи, бидејќи ги нема тие сервиси што државата треба да ги обезбеди, мораше да бирам или детето да го оставам во згрижувачко семејство, значи да го напуштам, или да ја напуштам работата и да останам дома да се грижам за него. Значи, овие деца треба да имаат приоритет, барем за здравствени услуги. Кога ќе појдеш да завршиш работа. Лицата со посебни потреби кои имаат и биолошките семејства, така и згрижувачките семејства се соочуваат со минимални здравствени услуги, односно се функционира на ниво на матичен лекар. Соодветни специјалисти, субспецијалисти, за коите огромна потврда имаат дечината со посебни потреби во општина Македонски Брод нема. Барањата се едноставни, пример бара да излобираме за да може да закаже кај соодветен невропсихијатар, да може да закаже на стоматолог да добие соодветна услуга во тој дел. Значи, со самото тоа што Калина ја стави во средина со типични деца, тоа многу допринесе во нејзиниот интелектуален развој. Само за деца да игра, тоа ме прави сега. Никој седам негде наодно со мама, тато. Па во Здујне, во Струга, во Дојан, во Охрид. Ова е наше нормално. Да, може да се каже дека ова е максимум што може да се излече од оваа состојба и од оваа ситуација. Лобираме, да ви кажам, вршиме притисок, користиме врски, индивидуални, приватни врски, за да може да стигнат да се решат тие проблеми. Сега, за да не биде сето тоа, така ние мора да ги канализираме тие работи. Покрај Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство е клучна алка во целиот процес.
Не може никој да замисли толку сака. Многу. Ајде. Многу сакам.